Старите занаети кои го одбележуваа времето, со текот на времето и налетот на индустриското производство беа осудени на постојано пропаѓање и исчезнување. Но дел од нив, со силата на традиционалниот живот и вградениот во нив историски и уметнички код на нивните производи, се спротивставуваат на новото време, продолжувајќи ја врската со традицијата длабоко во вековите, кога занаетот се пренесувал од колено на колено, генерација по генерација. Современите занаетчии го продолжуваат прадедовскиот занает како сентиментална нишка, чии спомени длабоко во вековите нашле свој корен и начин на опстанок, но и денес во современиот живот наоѓаат свое место под сонцето. Се спротивставуваат на времето што доаѓа и носи фантастични творички импулси на современата техника и наука, но тие сепак наоѓаат заинтересирани за своите производи и услуги. Во услови на долни полог, занаетите се уште се почитувани, со што за извесно време се извлекуваат од заборавот. Се модернизираат, но и натаму се работи со стариот алат и помагала. Во 18-тиот и 19-тиот век во Тетово првото место го држал пушкарскиот занает. Македонскиот преродбеник Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој во средината на 19-тиот век го посетил Тетово и извесно време се задржал како учител, во една дописка до Цариградски весник пишува дека во Тетово се прават најдобрите пушки, пиштоли и ножеви. Гласот за тоа го пренесувале прочуените тетовски долги пушки мартинки. Од тоа време се споменуваат 50-60 пушкарски работилници со околу 120 мајстори. Во овој еснав членувале специјализирани занаетчии, и тоа занаетчиите што ги произведувале цевките кои ги дупчеле во своите работилници на реката Пена, каде со чаркови ја користеле силата на бистрата и брза планинска вода, потоа занаетчиите кои правеле дрвени кундаци за пушките, како и занаетчиите кои ги произведувале останатите метални делови за пушките, пиштолите, ножевите. Во официјалниот годишник на Призренскиот вилает од 1874 година за Тетово е запишано дека имало 575 дуќани, 10 анови, 30 фурни, 7 гостилници, 20 воденици и 15 валавници. Од овие занаети во Тетово не остана речиси ништо, освен споменот на едно време во кое занаетчиството овозможило брз развој на Тетово. Но се покажа дека некои занаети сепак остануваат како потреба на современиот живот, опирајќи му се на новото време и покрај едноставната вистина дека сонцето за старите занаети е во конечен залез. Некои од занаетите и денес се незаменливи услужни дејности барани од граѓаните кои живеат како во руралните, исто така и во урбаните средини. Таков е и ковачкиот занает. Јас се викам Умери Рувче, сакам да ви кажам дека ова занает го работавам од детинство со покојни татко ми, дедо ми, од дедо предедо ние овој занает. Стварно е тежок, ама навикнавме со тој занает и уште го работаме и го сакаме. Па планираме и нашите деца и нашите внуци да работат, да не пропадне овој занает, пошто е најстар занает и би сакал да остане овој занает. Со тој занает смо живееле толку време и ќе живееме уште. А друго што да ви кажем, што е тежок е, али пак ни у срце. Навикнавме со железо да работаме и ни остана тоа по навика, па сега за овие помладите не знаеме, а иначе ние ќе го работаме секолку колку можеме. Така и нашиот дедо, татко работе до крај, па и ние така планираме. Впечатокот дека старите ковачници се неповратно минато и нивниот живот е окончан е само една блага илузија која е за враќање во спомените од некогашниот развој на овој еден од најстарите занаети, кој со жилавост се опира на новото време. Семејството Умери, старо познато ковачко семејство од Тетово, не само што не го прекина прадедовскиот занает, туку со помош на машини се одржува како дел од традиционалниот живот, што се живее во современи модерни услови.
Јас се викам Енвер. Со овие занес сум се бавил од малина. Со покојни вујко ми, он е сега починат. Смо работеле бајги време и овие занет многу стар. И ден денеска еве сега братучедите се бава со овие занет. И мислим дека најстар занет е он и најмучен занет е. Се уште го сакам овие занет ми е. И па мислимо и внуци да работа, премнуци со овие исти занет. Да не пропадне овие занет наш, бидејќи и сега има и многу техники, али пак опет занатот иде. Во ковачницата се прават разни алатки за земјоделството, потковици за коњи и најмногу со своите услуги се барани од граѓаните за оштрење на ножеви, секири и разни други мали услуги кои се неопходни за секојдневниот живот. Но дека овој занает има и уметнички код, потврдуваат и производите од железна украсна орнаментика за оние кои со нив сакаат да ги разубават своите станови и куќи. Од железото тие може да направат се што ќе се побара со нацрти. На таков начин тие го потврдуваат својот историски и уметнички код. Јас се викам Шани. Ова занат ни од татко, од дедо, предедо, стар занат е многу. И ние од све срце го работамо, нечемо да го откажемо, пошто јас сум по струка и аутолакер, аутолимар. И тоа работам, а пак и ова од све срце го работам, пошто од татко ми занат. Ова ковачкиот занат е тежок и пак луѓе без ковач не можат. Пошто сега има големи техники, комбаи, трактори, све што има, али опет срп треба. Еве го српот тука, ги правимо и сакам да ви кажувам пак, без ковач не бидуи. Земјоделците без нас не можат, пошто он сега и со трактор кај ќе оради, пак мора да иде кај ковач, због ралнициве или омлади, да смени, да онади, значи ковач мора. А толку не се плача, мислим, занатов, криза сега, ама нема што да правиме, мора да работаме. Човек има секира, па мора да иде кај ковач. Има нешто друго, Тесла или мајстор, што зида, што онади, што гради,
on si ima tesla, mora teslata da ga klepa, da ga onadi, da ga naoštri. Znači kovač mora da ima. Ковачите од бројното семејство у Мерио Тетово со традиционален алат, но и со многу жар во душата, го вградуваат својот труд во вжештеното железо. Повеќе не седува во мевот како некогаш, туку струјата го олеснува нивниот труд. Во старата ковачница тие најдоа свое место под сонцето. Навистина сонцето е на залез, но тие уживаат на сите бои од виножитото. Го модернизираат стариот ковачки занает и го задржуваат да не исчезне во забрзаниот процес на пропаѓање на стариот начин на производство. Јас се викам Умери Мирсат, иначе овој занет го работам од 4-5 години, од малина. Иначе овој занат ми го даде татко ми, дедо ми и прадедо. Еве сега тоа иде традиција. Иначе еве сега ја ќе го учим, ја пошто све го знам занатот, малиот, како се викаш, кажи? Јас се викам Арслан Умери. Еви, тој со мене тука. Иначе овој занет у срце, што се кажува ние. И таке подковици премо, секири, ножои и таке. Све ковачки работи. Пред налетот на модерното време и чудата на науката и техниката, тие се повлекуваат во својата душа, каде вредностите од минатото полесно обстојуваат и го одложуваат конечното отпишување.
ковачите се жилави луѓе, како што беше долговечен нивниот занает.